Господе Исусе Христе, Татко наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да се освети името Твое, да се прославиш во мене, во моето срце, во мојата душа, да бидам Твојот жив камен во црквата, да бидам дел од љубовта која никогаш не престанува. Да се свети името Твое, името Негово Исус Христос, име над секое име. Пред тоа име ќе клекне секое колено и секој јазик ќе исповедува дека Исус е Господ. Еден ден ќе клекне, зашто тој е првиот и последниот. Исус е Алфа и Омега, почеток и крај, се е од Него и за Него создадено и се преко Него се држи. И ние го имавме тој момент. Секој од вас го има почувствувано. Ти си во овој свет и во еден момент се чувствуваш сам, немаш припадност во светот, не си од овој свет. Знаете, нашата вистинска природа е духовна. Нашиот татко е отец на духовите. Ние сме овде заробени во кафезот на телото и затоа треба да влезеш во својата скришна соба, да се помолиш во внатрешниот човек, да ја затвориш вратата на светот, да кажеш не за сатаната и смртта, да за Исус во моето срце, да за Исус во мојот живот, да за Исус, не за сатаната. Се што е од Исус нека остане. Се што не е од Исус да си замине веднаш. Од мене, јас му припаѓам на Исуса Христа. Татко, те молам да го напишеш Твоето име во моето срце. Овде живее Исус Христос и ги давам клучевите од срцето да се населиш во мене. Да ми ставиш белек на челото за денот на воскресението. Се покајувам. Тоа чувство на грешност, на непокајан. Се покајувам за секој збор, мисла, дело, со кој излегувам од законот на љубовта. Видите, светот е сатански, сатаната е паднат, има малку време, владее со светот и те тера да се поклониш над зверот, да му се поклониш на сатаната, на ликот на зверот. Например, одиш во театар, има некоја сатанска представа и ти ракоплескаш на крајот, даваш согласност. Гласаш за некој политичар кој краде, поддржуваш некоја доктрина каде се убиваат луѓе, сега во Израел и Палестина се убиваат деца. Ти поддржуваш. Кој си ти да осудуваш друг, а камоли да убиваш? Тоа е целата суштина. Сатаната е убиец. Тој доаѓа да открадне, да убие, да заколе. Значи, тој што убива е сатанско дете. Тоа се евреи кои не се евреи, сатанска синагога, лажни евреи, велат дека се евреи, а не се. Тој е духовно евреи, значи првата заедница. Ние сите сме евреи. Па затоа што по потопот пак ќе дојдеме до тоа Сим, Хам и Ефет, од него се сите народи. Ако праведниот Ное е израелец и евреин, што сме ние другите? Ните, па потоа сите сме македонци. Зашто македонецот го повика дојди во Македонија и помогни ни. И се ова сатанско негирање, например, няма македонци, охи македонци, кукуноне македонци, няма македонци. Видите, негирање на Светото писмо не е добра работа. По извесен период ќе ја потрошиш силата, ќе остареш со телото и ќе се чувствуваш како отврлен. Ти ќе мораш да поминеш низ огнот на љубовта, значи Бог никој никогаш не го видел, тој е непристапна светлина, тој е тој оган кој согорува и не согорува. Ако делата ти се добри, ќе останат, ако не се, ќе изгорат, ќе се прочистат, како што златото се прочистува низ оган. За самиот да се спасиш, духот негов, што е твојата душа, идентификацијата, кој сум, што сум. Значи ни дава слободна волја да повикаме кон него. Еве овој дожд доврне цела ноќ овде во Мавровската агора, каде што доаѓам да го слушнам гласот на мојот отец. И долго размислувам за постапките што ги правам. Ти благодарам што ме избра и што ми даваш слова, овие слова кои слегуваат, зашто тој е учителот, јас не зборувам само од себе, тој зборува низ мене. Тој е принцип како да ја почитуваш неговата волја. Значи даваш согласност на некоја представа и даваш согласност на сатаната. Или му го посветуваш детето на некоја сликичка од црквата, на некој насликан што работел за Исус. Без разлика што ти мислиш дека е тој свет, ние не знаеме. Видете свети како што јас сум свет, му го посветуваш на место на Исус детето нему, ти отвараш порта за сатански свет. Во Богомилската книга повторно го кажувам ова повеќе пати. Зад фреските и иконите стојат демони, ви се смеат. Не се поклонува на никој друг освен на Исус, само на мојот Господ му се поклонувам. Кога сатаната го искушуваше, само на Господ, на таткото му се поклонувам. Во името на Исус му се поклонувам, во дух му се поклонувам, не во тело.
Луѓето бараат слика, значи слика да видат, да се поклонат на нешто. Како најмал паметам еден сон, знаете, погреб, јас сум починат, луѓето плачат. Се гледам таму во ковчегот, телото го гледам, а јас во духовно тело надвор. Им зборувам, не плачете, не сум умрен. Иако не знаев зошто не сум умрен, затоа што Исус ја победи смртта. Он не ја создал смрт на мојот татко. Он сака сите да се спасат, затоа е долго трпелив. Многу милостив, он вечно не се лути. И тие доктрини кои ве учат дека тој е лош и ве гори во вечен пекол. Да, поминуваш низ вечности, се додека не кажеш благословен е оној кој доаѓа во името Исусово. Додека не го отвориш срцето, да почнеш да се менуваш, да почнеш од телесниот грешен паднат несовршен, од свињата во калта и песот во блујаницата, да се вратиш во Исуса Христа. Видете како Духот зборува. Зборува и денеска низ мене, допреги сите оние кои имаат отворени срца. Во името на Господ Исус Христос го врзувам сатаната и секој демон што се нафрлил во секој еден од вас кои слушате. Ги изгонувам сите демони на отпор кон Исус. Надвор во името на Господ Исус Христос, морате да послушате. Отвори го срцето човеку, прими ја Исусовата љубов. Значи не сум умрен. Потоа чувството зошто морам да јадам храна телесна. Се сеќавам овде во Маурово. Мојата војна, Бог да ја прости, почина во Австралија. Отиде во баптистичка црква веројатно. Се надевам дека дојде до Исуса. Дека вистински го прими Исусовиот дух да ја води, да биде керка, син Божи. Видете, го поставив тоа прашање, зошто мора да јадеме и да спиеме? Интересен момент. Досто, зошто луѓето умираат? Пак ќе го кажам тоа. На еден погреб ме прати баба ми, донесам ракија во кисела вода. Влегов бев детенце од 7, може би прво деление, второ. Во дворот немаше никој, имаше ковчег со мртовец. Таа слика ја паметам. Со денови размислував зошто луѓето умираат. Ние денеска знаеме дека Исус ја победи смртта. Ги има клучевите од адот и вечен живот ни подари. Пеат христијаните, вртат околу црквата. Големата заедница, македонската народна култура од антиката и неолитот, пренесена во христијанство со своите адети и телесни обичаи, кои не ве прават христијани. За жал, морате да го научите тоа. Христијанин сте само ако Исус во духот живее во вашето срце и тој зборува, тој управува, тој ве менува, тој ве кастри, тој ве калеми на лозата да давате многу плод. Вие самите не можете да направите ништо против сатаната, значи ќе ракоплескате на сатански дела, ќе аминувате на сатански дела, ќе се поклоните на разни ликови, од глумци, спортисти, политичари, идолопоклонство кон места, предели, територии, се убиваат луѓето за територија, за земјата која е сатанска. Сатаната ликува, кнезот на овој свет, кој дојде да те ограби, да те убие, да те растури, да те раскара, да те натера да бидеш и ти сатански, да се откажеш од таткото Исус, да не повикаш кон ни во времето за милост, да му се поклониш нему и да изгинете. Второто чувство е тоа. Знаете, чувство на припадност на нешто друго, на некој друг свет. Зошто луѓето се мразат? Зошто немаат љубов? Јас го паметам тој момент. Уште од најмал не може да се разберам зашто луѓето се лоши. А внатре во мене имаше некоја сознаење зошто прават така, дека тој лаже, краде, ти забива нож во грбот, те продава. Најблиските другарчиња, другари, роднини ти забиваат нож, зборуваат против тебе и нив им е природно да лажат, те тера да направиш блудство, да се откажеш од Исус. И ти немаш самиот сила, ти ќе се наполниш со како да речам, со тиња, со лошо, и мораш да исповратиш, мораш и ти да станеш да викаш, да се тепаш. Не можеш да издржиш. Во самата душа твоја не може да поднесе толку зло. Тоа е целиот проблем на светот. И ти бараш решение од едно место на друго, пееш песни, рецитираш, правиш такви обреди кои не те прават христијанин. Значи обрезание во телото не те прави христијанин. Дали правиш сунет или се обрезуваш како Авраам, израелците ги убиваш децата од Агара, од Исмаел. Видете, крадец на силата. Сака да ти ја земе силата, да ти ја земе волјата и ти да исполнуваш сатанската волја, својата волја, тоа што сакаш ти сега ќе им вратиш со лошо. Ние зборуваме за препуштање. Ете, мислев ќе зборувам нешто друго, но доаѓаат тие стихови. Тој ме враќаше повеќе пати од работ на смртта.
од работна смртта. Знаете, од давење неколку пати. И ние го имаме тој момент. Ме влечеше демон во Охридското езеро. Во демон. Ме влече, тегнам тона, ми кажувам молитви научени на Исус, од православниот молитвеник не помагаа. Јас не го знаев тогаш Исус, пак ќе речам, повикав друго нешто. Тоа што сум го слушал кај мојата кума, тетка Мира. Бог да ја прости. Алах, сам, тој ги простува гревовите. Но прво мораш да се покаеш. Знаете, и ти гледаш дека си на работна смртта. И јас велам, не сум ја завршил работата, имам уште да работам. И знаев дека треба нешто да работам за Господ, за Исус. Го знаев тој момент. Знаете. И дека треба да му се препуштам, да му се вратам во собственост. Да бидам духовна природа, не телесна, да го оставам ова земно тело. И да се вратам горе на небесата. Те сакам, Господи Исусе Христе. Јас знам дека имам татко кој е добар, кој е вечната љубов и тој те повикува преку Исуса, дојдете при мене. Дојдете при мене сите изморени, обременети, и јас ќе ве успокојам. Видете, кога доаѓаат овие зборови, не се мои. Значи ме влече, тетка Мира ми кажа, не влегувај во Карпа, во езеро. Имав службено, бев во Охрид, во Вевчани. Покрај Карпи во езерото. Визија, да бидам буден, тоа ми беше како, и сега влегов, затоа што не сакаше да не вози човекот. Сум го зборувал, ова ќе го повторам уште еднашка. Тоа беше последниот момент на раскрсницата во која ти решаваш. Човекот имаше нова кола, се опи, Гоце Ристевски. И на плажата, влегов во езерото, кога се завртев, пливавме со мојот братуче Тигор. Тој ништо не сети, не слушаше, беше далеко од мене. Тој е духовно некој момент, ти не го разбираш. Луѓето кога пред да починат гледаат и на почетокот кога се млади, го гледаат демонскиот свет, духовниот свет, да речам. Зашто сатаната има духовна природа, е посилен од тебе, без Исус ти не можеш да го победиш, ќе те распарчи, ќе те натера да му се поклониш нему. Ти мислиш дека му се поклонуваш на Исус, како Савле, што ги гонеше христијаните, додека не падна од конјот. Не ослепе, Исус му рече, зошто се риташ против бодило? Кој си ти? Јас сум Исус кого го прогонуваш. Така ти го прогонуваш Исус заедно со сатаната, со постапките. Се поклонуваш на ликот на зверот. На разни телесни кнезови кои му се поклониле на сатаната да им даде власт. Значи власта се добива кога ќе му се поклониш на сатаната. И штета што, например, председателот на една земја, на Армакедонската земја, вели дека мора да им се покориме. На посилните, на сатаната. Не за сатаната и смртта. Македонскиот народ не сака да му се поклони. Значи, се вртам во кај вилата на председателот, таму во хотел парк, и гледам карпите, и одеднаш ме фаќа, ми ги затвара устата и ме тегне до тонам. И сега тече диалог, пушти ме, не те пуштам, ме влече да потонам, помаш, никој не слуша. Мојот братуче таму, значи јас влегов во духовен свет. И тој ми вели, кај мене си на список, не сум, јас имам друго да работам. Водата ми дојде до очите. Знаев 3 молитви на памет од православниот молитвеник, значи имав потрага по Бог. Барав, одев по црквите, палев свеки, се молев, коленичев, ги посетив сите цркви, ги имав сите фрески, икони. Голем број икони имав дома, закачени на еден зид до влезната врата. Видете, и тогаш Богородице Дева молитва, Оче наш кој си на небесата, ангеле свети, ништо тонам. И повикав кон него. Иако не го познавав, како што ја слушав тетка Мира кога се молеше. Повикав кон него со сето срце. Зборовите беа пресветла Мајко Божја, спаси ме. Така викаше тетка Мира кога се молеше за некој, таа работеше разни техники кои не беа христијански. Дури со теспи и со дервишот со оджата. Мавала по жената негова и греот беше кај него, мираше во рак. Мојот татко е многу милостив, таа еден ден ќе се собереме сите во Царството Божјо, кога ќе поминеме низ огнот на љубовта. Пресветла Мајко Божја, 3 пати повикав од срце, од земјата, од небесата, рака Божја ме донесе до брегот. Ова го раскажувам, зашто знаев дека има демонски свет. Барав како да се бранам. Знаете, таа ни покажуваше разни техники, вака, вака ќе речеш, така ќе кажеш, ама не ми доаѓаше тоа. Иако имав после тоа една визија дека низ рацете ми излегува мечот на духот и ги раскинувам прангите со кои сатаната ги врзува луѓето.
по Негова волја, не по своја. Те сакам, Господи Исусе Христе. Потоа пред иконите клекнав и плачев долу, го памтам тој момент, бидејќи не знаев каде да го најдам, пред иконите, дома закачени. Клекнав и плачев. Се покајував, мораш да се покаеш. Разбери дека не припаѓаш на овој свет, паднат си овде, имаш малку време, сатаната те влече, сака да те направи како него, син на проклетството, на непослушноста, на непокорноста, да изгинеш, да убиваш, да мразиш, да немаш љубов. А тој ти вели, дојдете при мене. Потоа Исус полека дојде во моето срце, се браневме, баравме моменти. Познав доста луѓе, сум го зборувал тоа, кои работеа на некој начин. На почетната позиција не правеа лошо. Мислеа дека работат за Бог. Едно е кога работиш ти за Исус, кога си Христов слуга, молитвен војник, а друго е кога помагаш во светот на пониско ниво. На некое ниво, ајде да не речам. На телесно, за да може телесниот човек да те разбере кој не дошол до Исус. Потоа бевме членови на една заедница која не беше христијанска, па оттаму помина во христијанство, човекот се покаја, па сега повторно излеговме. Бевме во тие молитвени терапии, во близок контакт кога демоните ти се обраќаат, те напаѓаат, те греват. До секакви феномени кои не можеш да ги разбереш. Тој духовен свет, барајќи да се бранам. Еве денеска, слава ти Господи Исусе Христе. Јас сум комплетно слуга на Исус Христос, сотрудник. Од слуга, значи како синот, блуден син се враќа кај таткото. Во Лука, Евангелие по Лука, татко погрешив пред тебе и пред небото, потрошил се што имал. Го потроши својот живот, времето за милост. Паѓаш на колена и викаш, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Ете, тоа е почетната позиција. Погрешив пред тебе и пред небото. Не сум достоен да се наречам твој син, така е. Кога ќе ми текне што се сум правил, косата ми се крева. Исчисти ги овие чувства, се покајувам за секој збор, мисла, дело, покажи ми, дај ми сила да издржам. Апостол Павле вели тоа внатре во мене што те тера. Тој демонски дух треба да го изгониш од себе. Не живеам јас да велиш, Исус да живее во тебе вистински. Тоа е реалност. Мене ми е жал за луѓето што умираат. А тие се злобни, лажат, сака да те уништи. Сатаната во нив, духот на овој свет. И потоа почна оваа служба. Тој ми рече како апостол Павле во Израел. Јас се исплашив, го кажувам тоа. Денеска, јас самиот немам сила да не се плашам, но тој е во мене. Комплетно кој ќе ги хренам рацете, татко, Исусе. И го сеќавам тој допир над мене горе, се отвораат, како што вели небесата, и ангелите слегуваат и се искачуваат над синот човечки, кој го зазема местото на Исус. Значи, Исус се повлекува, ако не заминам јас, нема да дојде духот утешител. Духот утешител треба да дојде, духот на вистината, духот на мудроста, духот на љубовта, он да зборува низ тебе. Во името на Господ Исус Христос, надвор сатана од секој еден од нас. Стави го раката на срцето, ти го давам срцето, Господи Исусе Христе. Исчисти го моето срце, помогни ми да простам. И тој момент на простување, луѓето, да простам. Да простиш, да. Простете и ќе ви биде простено. Простете и ќе ви биде простено. Стави го тој стих пред себе си. Стави го во твоето срце и размислувај. Ако сакаш да ти се прости, мораш да простиш. Но не е тоа само умствен процес. Простувањето е момент кога ќе му дозволиш да те научи да прости, да живее тој во тебе, тогаш имаш сила да простиш, да речеш прости ми, татко. Кога ќе те распнат овој свет лажен, не знаат што прават. Вистински да простиш. Гледате дека јас мислев дека денеска ќе го зборувам овој текст, што е следено. Повторно имам наплив да го кажам ова. Без Исус бев еден обичен бедник, иако можеби за луѓето не бев толку лош. Завршив и докторски студии, докторирав добре до театар, каде што практично го истражував тој процес на духовен сила во зборот, и луѓето не разбираат силата во зборот. Тоа што го зборуваш, тоа што го изрекуваш и го веруваш се материализира, но има цена. Ке треба самиот да платиш. Апостол Павле им вели на израелците, крвта ваша на вашите глави, на главите ваши и на децата ваши. Истото им го велам јас денеска, што убиваат таму. Крвта ваша на децата ваши. Нема камен на камен да остане.
Потоа ќе остане Армагедонот, Армагедонската битка, Армагедонските слави, второто Христово пришествие, тоа е единственото нешто кое го славам. Не славам никого друг, не му се поклонувам никому, само на Исус и на мојот татко. И ти не размислуваш дека зборот е сила. И јас предавам сценски говор, бидејќи ги знам причината и последицата на изговорениот збор во вера. Изговорен збор во вера ја поместува планината, така актерот е човек кој има вера, но ќе се наполни со цитати, со стихови, со туги живења и потоа нема веќе сила на товарене со кубици зборови, дрва, ќе се свитка. Затоа Еврипид, односно Аристотел, Еврипид, македонскиот царски хроничар, на дворот на македонскиот цар Архелај, значи Македонија е исто така земја која долго е учена. А духовниот го вовел принципот Deus en machina на почетокот и на крајот на представата. Го повикуваш Господ да го разреши случајот. Господ сече, Господ мава. Ти благодарам што ги ја помеси таа во молитвата и ми ја кажувам на студентите. Да разберат, некој од нив го разбираат тој момент. Имаше една актерка, позната, играше кај нас во Скрбију, дека самата ми рече, не играм веќе овакви улоги. Тоа што го играм ми се случува. Ете, тоа е тој момент, тоа што го мислиш, што го правиш, тоа си го привлекуваш, тоа ти се случува. И кога ќе излезеш од царскиот закон на љубовта, око за око, зап за зап, ти самиот плаќаш, крвта ваша, а вака Исус плати за твојот грев. Он плаќа. Тој вели, милоста во судот се пофалува. Кој нема милост, не простува. И за него ќе нема милост. Значи, нема милост за тебе. И ти ќе го окркаш. Ќе го окркаш. Кучето е доле. Слава ти, Господи Исусе Христе. Така мораш да простиш, да не осудуваш. Да не осудуваш, единствено можеш само Исус кога живее во твоето срце. Ти тогаш имаш доволно љубов која никогаш не престанува. Дај ми сила, Господи Исусе Христе, да го љубам соседот овој горе, лево, десно. Тој што те колне, мрази, плука, пцуе, ти ја кара мајката. Да кажеш, прости му татко, не знаеш што прави. Тоа е Христов следбеник. Сето друго се... Ти си живееш телесно со својата волја и мислиш дека си христијанин. Голем број, огромен број, скоро сите живеат така. Веднаш се гледа дали ти имаш сила, дали ти зборуваш од себе или зборуваш од Исуса. Ако не ги разликуваш духовите, а тие не ги разликуваат што е дух, мислат дека дух е тоа што е внатре во нив, духот на овој свет, и ја исполнува волјата, својата волја. А Исус вели нека биде твојата волја. И тоа е важен момент, да ја исполнуваш неговата волја. Тој ти дава сила и служба и те учи чекор по чекор. Што вика мрка по мрка. Да се препуштиш, да те облее духот и силата. И ти тогаш можеш да кажеш не за сатаната во името на Господ Исус Христос, на колена сатано пред семокниот Бог. На колена пред Господ Исус Христос, крвта Исусова, ја свето положувам во македонската земја, ја враќам Македонија во собственост на Исус Христос, вакво како што се ја направил сатанскиот свет. И вашите политичари кои се платени со парите од дрогата, сатански пари, го продаваат целиот народ. Среќа е што македонците не сакаат да бидат во тие две сатански организации кои ги повторуваат, ги мантрат. Слепи водачи кои ве водат во јама. Не за сатаната и смртта. Дали ќе ја спасиш Македонија? Ако има еден праведник. Како што ги спаси ниневејците. Да не бидете како Јона што плаче. Затоа што му се исушила тиквата. Каква метафора. И Господ му вели, зошто плачеш Јона? Луд сум до смрт, му се исушила тиквата, под која заспал. Не икеше додека ниневејците. Така си и ти. Те пратил Господ да направиш нешто. Татко, зборувам за татко сега. А тие велат Боже, Господи, не секој што вели Господи ќе влезе во Царството Божјо. Зборуваме за однос татко и дете. Ти си дете кој треба да застанеш кај таткото. Татко, те сакам. Тебе ти припаѓам. Се предавам во твоја собственост, се враќам во твоја власт. Ти да ме управуваш и водиш со Исуса Христа. Потоа се тие три филтри. Значи, ние денес имаме служба која опфаќа повеќе работи. Која оди на медиум и ја гледаат доста луѓе. И јас ве молам да разберете дека треба на почетокот, на крајот, средината, на секоја работа да го повикуваш Исуса, за да те заштити од овој лажен свет. За да те заштити.
da izdržiš, da ne mu se pokloniš na sataната, ќе ти испрати некој, нешто што сакаш. И ти ќе му се поклониш на ликот на зверот. И тогаш ти веќе само тие го победуваат со словото на своето сведоштво. Со крвта на јагнето, тие го победија со словото на своето сведоштво. Но дозволуваш Исус да зборува низ тебе. Да викаш Господе Исусе Христе, Исусе, 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 само него му се поклонуваш и велиш татко. Со крвта на јагнето и не се плаше за својот живот дури до смртта. Бидејќи тој ја победи смртта. Значи така почнав, јас не сум умрен, зашто луѓето умираат. Се сеќавам се возевме со мојата сопруга, Манде, со која имаме служба заедно. Служиме на Исус Христос. Ние сме Христови сотрудници. Сакаме да работиме за Царството Божие. И целиот имот, се ова што имаме, негово. Имаш имот, си натрупал богатство. Не собирајте богатство на земјата. Една лепта не сакаш да дадеш за службата. Тој имот е бесплоден така. Ке се разграби, твоите деца ќе го истрошат. Знаете, децата на богатите го арчат имотот. Сиромашните печалат имот. Собирајте богатство на небесата. Зборува за богатство на небесата, да работиш за Царството Божие, да сакаш да работиш. Значи се враќа синот и му вели да биде слуга, наемник кај него. Почнеш да служиш, да работиш, потоа сакаш да работиш. Слугата не знае што работи Господарот. А ти тогаш си негов сотрудник, соработник, сонаследник, син Божји, кој го води Духот Божји и те преплавува таа љубов. Ти знаеш дека во светот нема љубов, тој е сатански. Луѓето не сакаат да слушнат за Исус. Кој ќе падне болен, почна да вика Господи, Господи. Битен е тој момент, како да го сосредоточиш, да застанеш, да речеш татко, татко. Да бидеш свесен дека си дете на небесен татко, паднато на земјата, имаш малку време да повикаш кон него. И имаш чувство на осаменост, на разочараност. Посебно во Македонија се краде, се лаже, банда дојде од планината. Дилери на дрога и убийци ја водат државата. Еден народ се искорнува, македонците се населува, друг да се направи доволно омраза за да почне војна, да се убиваат едни со други. Без Исус. Но јас ја враќам Македонија во Исусова собственост и велам не за сатаната и смртта, да за Исус, да за Исус. Во нашите животи, слава ти Господи Исусе Христе. Слава ти Исусе. Мислев ќе го зборувам овој текст, тоа е водство на Духот, кој е слезен. Слегуваат текстови овде во Мавро, посебно кога постам, зашто еден род на демони се истерува само со пост и молитва и треба да го донесеш пред Исус човекот, да се донесам пред Исус повторно. А ти, брати и пријатели, ако имаш проблеми, се уште можеш да повикаш кон Исуса Христа. Можеш и да не побараш. Имаме и Вибер групи од цел свет, имаме и од Русија, замислете. Од Канада сме имале Русија, Англија, Италија, Германија, Австралија, Нов Зеланд сме се молеле. Дури и во Кина. Еден пријател од Австралија, не побрзо се молевме со жена му во Кина. Кинескиња што живее во Австралија, па беше тогаш во Кина, бидејќи имаше ковид мерки. Можеш да дојдеш. Кој верува во мене, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши. Ќе ги врши, ќе вршиш, нема да седиш и уште поголеми ќе врши. Е вака поврзан по цел свет. Овие проповеди, зборови не се мои, Духот зборува. Некој од вас го знае тоа, на мојата сопруга и кажал еден сотрудник, знам јас дека тој не зборува, дека Духот зборува. Ето тој зборува. Јас сум само сад. Јас без Исуса сум ништо, кал земна. Но со него можам да направам се. Не за сатаната и смртта, да за Исус. Исцелување на секој еден кој ќе клекне на колено и ќе рече Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Духот Исусов да ве преплави, да доживеете водна бања во Словото. Силата Исусова. Македонија е земја на Исус Христос. Не отстапувам, додека има еден праведник во Македонија. Надвор од Македонија Сатана во името Исусово. Крвта Исусова е свето положила во Македонија. За секогаш Исус. На секаде Исус. Во секого. Во секое срце Исус. На секаде Исус. Од земјата до небесата. Силата Исусова и љубовта Исусова да не преплавува. Амин. До Божјо царство небесно. Амин.